Не, таа ми е за јакната, ама не ми е за ова. Ова е на Горан иначе. Ова е на Горан. Браво. Ја чував и сега конечно ми текна дека можам да ја носам. Како дојдовте до идејата да ги конзервирате конзервираните импресии од Горан Стефановски? Ти си ти. Се сретнавме со Игор сосем случајно, значи не бевме договорени, се сретнавме во еден клуб во Старата Чарчија, околу Август. 3 бајле. Август. Да, во август. И разговаравме нешто ово, она се немавме видено долго време. И ми вика Игор, видов нешто си пишувала, убаво тоа. Викам, да, баш го спомнав татко ти пред во некој од последните демек писанија. Стварно што? Па викам, не вида? Не видов. Па викам за конзервирани импресии. И ти ја сакаш таа книга? Викам, како не? Не ја сакам, јас го распродадов првото издание. Одговорно тврдам, значи мислам дека ја купив и ја подарив повеќе од 50 пати. И така јас го немам првото издание, го имам само второто. Ја го имам китко, да. Фала. И има врска, идеме пак назад кај диџејот, ова, она, се враќаме пак кај пријателите, пушиме цигари и викам, чекај Игор, никој има преведено конзервирани импресии? Вика, не. Викам, а ти шо чекаш? Точно така. Ај сега остај. А ја преведувач. Да, он преведувач. Ај остај сега, не се стига, 2 деца, напорно, добро. Пак, идем у абет, викам, Игор, а зошто? Зошто ние некако не ги конзервираме конзервираните импресии? Вика, како? Па викам, да ги снимиме, не аудио, него видео клипови, на Reels да направим. А со кого? Викам, со разни луѓе. Кои разни луѓе? Викам, јас, ти, и таму гледам кој има. Ја и ти први, да. Ја и ти, таму некој што беа во клубот. Аха, и шо да прават? Па викам, секој од нив да прочита по една импресија. И? А кој ќе ги снима? Па викам, сами, селфи видео. Аха, а кај ќе се објавува? И ова, значи, идејата се развива as we speak. Па викам, ние ќе отвориме пејдж на Facebook, пејдж на Instagram, пејдж на YouTube. Вика, стварно се луда. Викам, зошто луда? Луда, тоа не го кажав. Кажа. Да. Да, кажа. Добро, вика, Добро, 3 сат са бале, да, ситни сати, без се простува се. А кога би почнуваме? Па викам, кога сакаме, можеме наскоро. И така почнавме на 1 септември. Првото видео го сними Игор, во кое што, нели, го објаснува проектот, па потоа уште едно прво видео сними, во кое што ја чита првата импресија, јас ја прочита втората, и денес сме веќе до 17-тата конзервирана импресија. И така. Како ги бирате луѓето што ќе ги читаат? Па ние се куцаме доста често, Да. пошто имаме работа, нели? Имаме работа. И онака имавме многу работа и тој и јас. И сега си зададовме уште една работа, се насамаривме, што се вика. И си куцаме и он ми вика, на кого ти мириса следнава Да, импресија? ќе ја прочитаме, или ќе си пратиме слика и прочитаја и мислам, ако се појави некој у глава, кажи. И така правиме. И имаш ти некој, имам ја некој, до сега супер е, дека немаме планира, имаме листа, имаме список. Да, кажи дека имаме сме сепак список систематични. на 50 луѓе, например, што ни се... Како 50, поишо сам? Може би. И имаме исто така сега, например, јас им велам на блиски пријатели на роднини, ако имате некоја импресија што ја сакале долго време или сакате да ја читате, например, мајка ми се разбере, викам, која сакаш да ја читаш, ти бирај. И он ми каже 43-та. И викам, добро, и се запише 43-та, да знам чива е. И сега тоа се повеќе сигурно ќе се случува, дека има некој што навистина мене. Јас со Сонја така тој муавет таа ноќ, викам, таа мене во тешки времиња ми беше како еден вид на Библија. Си ја држев тука ми беше во Исто. Кај да бев, се шетав онаваре и нешто не е како што треба и си ги читам. Мисли, после седиш па си гледаш па си читаш. Така што многу ми е драго што
што го правиме чисто така како хоби и како начин да бидеме во контакт и да се Да, да се да се дружиме. да се дружиме И да се крепиме. и не е некој не ни одзема премногу време, а секогаш каснам со преводи. Добре, јас не го кажав, тоа ти го кажав. Го кажам дека е вистина, нема што да лажам. Петок ќе ми текне, а после кој е следниот и после другата најубава работа е што многу позитивно, на пример, дури да задоцниме, да ни текне петок вечер, дека во кој ќе се јавиме и одма за ни излегуваат во пресред. Да, Тоа е до сега никој не одбил од сите тие луѓе на кои што им се супер. обративме. Да, не правам муавет со нив како. Тоа е другата работа. Не, никако уди лесно со самото тоа што целава идеја е нели така поставена да биде нели low profile, видеата ги снимаат самите исполнители на импресиите. Значи немаме никаква продукција која што стои зад ова, самите луѓе ги продуцираат. Да, ги немаме услови, снимаат, не им ги велиме вака режираат. читај, така читај. Да. Не им задаваме никакви, не знам, тешки параметри, оставаме на нивна слободна волја. Какви беа и какви се реакциите за овој проект? Не бе, позитивност, мислам, срциња, лајкчиња, followers, ама види има 101. И сега ја постиравме вчера 16-та. Не, 17-та. 16-та. Стварно? Да, сега доаѓа 17-та, треба да видиме на, А, на кого мирис. Не, 16-та ама беше. таа е закажана е 17-та. Добро, еве сега дознавам. Не дознаваш сега. Ама, сакам да кажам, има уште многу, така што ние можеме да промениме некаков, не знам, а имаме една убава идеја, не знам дали сега да ја споделам, за последната кој сакам да ја чита. Такви работи Не. имам Не некои ја идеи. споделувај се. Не ја споделувам сега, Не. имам некои идеи кои како што мене ми е убаво, знаеш што беше најклучно во таа ноќ? Ние останавме на оваква и пред да се видиме, пред да се заминеме или следниот ден на Вибер рековме ајде не остане муабет. Ајде чисто да се чуеме уште еднаш за да тргнеме. И кога првото видео веќе се направи, кога веќе си направил Инстаграм профил или Фејсбук и сега одеднаш треба да го правиш. И сега си знаеме дека си имаш веќе е рутински, веќе многу е лесно, не ни одзема време. И многу ми е драго што не остана на тој ајде ќе би ќе се спречуеме. Да, ќе се чуеме, ќе се видиме. Да, така што драго ми е што е Горан во некоја смисла се појавува така. Имаме сега нас не ни е битно ни followers, ни likes, ни ништо. Ама секој што сум видел до сега, кој што знае дека не знаат сите, немаат сите Инстаграм и Фејсбук, се разбира, велат убава идеја правите, тоа супер. И толку ми треба, знаеш, дека ние го правиме за себе на крајот на краиштата. Ние почнавме само и не очекуваме кој знае какви, ама убаво е да биде тоа дигитализирано и да го има да остане, да. Тука имаш и видео, и македонски и англиски, сега повеќе од тоа. И не само тоа да се сочува, значи да се конзервираат конзервираните импресии на Горан Стефановски, не само да се архивираат и да се преведат, туку она што ми беше мене као стартна позиција и првичен некаков проблесок, ми беше тоа дека тоа треба да стигне до помладите. А помладите знаеме дека навистина немаат трпение и концентрација повеќе од она на стори на Инстаграм или некаков рил на ТикТок. Значи 15 до 30 секунди. Колку што и време треба за да се прочита една конзервирана импресија. Така што се надевам дека во еден момент таа цел ќе се исполни. Ама тоа и се случува, ајде малце напред ради сонцето. Тоа и се случува и тоа беше тоа што ти го спомна на почеток. Да. Самата првата ноќ викаш дај нешто им треба што додека се скрола и реално по 15-30 секунди се. Некои ќе бидат подолги, ама супер, особено неколку начинот на кој што луѓето ги прочитаа ме погодија, ми беше многу драго да ги чујам како они ги толкуваат и како они ги читаат и се надевам дека се разбира ќе треба да има и издание уште едно за да го имаме ние во рака, ама ќе биде убаво да си имаме Kindle што се вика издание, да си го имаш да има и не само за конзервирани преси, туку за различни, да имаш и
аудио, да може да си чуеш една од сабајле или на календарче или што и да е, ама да Па добро, тоа е веќе следно ниво, значи ние еве. Тоа може да го направиме кога ќе завршиме со овој вид на презервирање, значи да направиме аудио книга. да бе да, тоа е. Затоа што ги сигурно. имаме сите видеа, И ги ставаш на шафл, на рандом, и ти се Да. појавува која сакаш. ги имаме сите видеа и можеме да го извлечеме аудиото. Тоа и да направиме аудиобук. Апсолутно. И тоа да се само да се биде, пак. Ние Ето уште една идеја добивме. одма. А не, има доволно. Можеме и кратки цртани, кратки анимирани, овој сега на пример со трчањево преку низ толпа. Значи секогаш на Можеш да нови имаш. обични местови текнуваат нови идеи сега на пример. Или по туш или тука. Кај Горан на убав ден, Да. скоро зимски. Ви благодарам. Фала ти и тебе многу. Фала на тебе што ни Што ни се што обрати не прва. покани. Да. Да. Тоа е во нас не се зборува, се разбира за и добро што сме тука заедно, да не бидеме преку Zoom.